Добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Тунел. Вечер зборуваме на тема која не засега речиси сите, бидејќи е дел од ова модерно време во кое живееме и кога речиси нема семејство кое не е засегнато од некаква болест и ќе речеме колку и да е тоа во прашање можеби генетиката, сепак можеби најмногу се должи на нездравиот начин на живење или се разбира нездравата храна или не знаејќи да одбереме која е вистинската храна за нас кога имаме толку многу понуда, а сепак контрадикторности еден куп. Токму на оваа тема вечерва со гостите кои ни се овде во студио. Прва ќе ја поканам Маја Платнар. Добро вечер. Добро ни дојде. Добро ве најдов. Повели. Одлично изгледате по прашање на линијата. И верувам дека многу од жените, бидејќи сме обседнати со килограмите и тоа колку ги имаме плюс или минус, ќе речат браво и секоја чест. Сепак во секој случај вие за околу храната, тежината и слично моравте да дојдете до повеќе сознание низ онаа животна приказна која минавте. Прво и така, како што најави во емисијата, запознавајќи се со одредени проблеми врзани токму со вашето здравје. Прво да ти заблагодарам што ме покани во емисијата. Инаку со тежината сум немала никогаш проблем. Меѓутоа, да, оваа линија се должи на тоа што јас јадам термички необработена храна, што и ќе биде наша тема, нели денес ќе разговараме за тоа. Жива храна, јас така ја нарекувам. Се заинтересирав, бидејќи се здобив со автоимуно заболување пред околу 2 години и половина. И талкајќи по различни начини, алтернативни начини со кои што би си помогнала себе си, најдов, всушност ми посочија дека би било најдобро да почнам да се хранам вака. Диагнозата вели што? Дека храната е во прашање за токму тоа заболување кој го имавте или? Не, диагнозата вели дека најверојатно стресот е причина за заболувањето. Постојат 5 други причини, меѓутоа ниту една од тие јас ги немам. Значи дефинитивно е стресот во прашање, меѓутоа пишува дека храната и тоа како ги олеснува симптомите, што е и доказ. Кои се оние симптоми, ако може да ги посочиме само за доколку некој се најде во слична ситуација за мускулна слабост. Значи станува збор за мијастенија гравис, тоа е автоимуно заболување, мускулна слабост буквално на сите мускули од телото. Значи нема тука локализирани. Може да дојде до опаѓање на тонусот на мускулите на очите, на вилицата, на рацете, нозете, значи не бира. Така. Да. Како дојдовте до информациите за живата храна? Мене ми каже еден мој пријател, Александар Становски Зорин, и ме запознал со докторката Сладжана Вилков. И таа ми рече, обиди се вака, прво ми посочија да гледам во сонцето, меѓутоа јас во тој период не бев во можност, веќе не можев ни да станувам од кревет. Би беше тешко тоа станување наутро, меѓутоа со храната реков да, веднаш ќе пробам. Пробав и после многу кратко време симптомите беа така колесните. Се работи за еден специфичен начин на исхрана, мора да кажеме, бидејќи се работи за термички необработена храна. Ништо не се пече, ништо не се вари и така натаму. А сепак практично на менито ги имате како избор производите кои ние секојдневно ги консумираме во нашата храна. Ајде повеќе информации, бидејќи верувам дека за поголем дел од публиката и гледачите ова е малку непозната тема, иако во последно време се повеќе ги имаме овие информации, но сепак мислам дека далеку од онаа поголема информираност за оваа термички необработена храна. Разликата е во тоа што начинот на подготовка е различен. Инаку, буквално ги јадете сите продукти што сте ги јаделе до вчера. Постојат две линии во овој тип на храна. Значи, има жива храна која што содржи месо и производи од животинско потекло, меѓутоа јас се определив за линијата која што е комплетно веганска и безглутенска. Се трудам и 90% од производите се од македонско тло, односно од тлото каде што живееме, бидејќи за мене е тоа една формула која што ми е најприфатлива. Јадете го она што расте таму каде што сте. Каде што живеете, каде што сте, да. И не само каде што живеете. Сега се преселиме во Тајланд, јас нема да барам да јадам, не знам, кравје сирење. Каде потекнувате? Да. Каде што сте во моментот. Значи каде што се наоѓате. Така да се трудам да користам македонски производи. Начинот на подготовка е блендирање, свежо, нормално, дехидрирање, за сувите работи и џвакање. Тоа е се што ви треба. Не ми е јасно. Подготвувате леп? Лепот се дехидрира. Значи не се пече, туку се суши на температура 45 целзиусови степени. Постои дехидратор, значи има дехидратор, апарат еден во кој што вие ставате смесата што состојките кои обично ќе ги користиме за леп, можеби, така? Тоа се безглутенските житарки. Добро, хелда, но житарки просо, се така. Да, житарки се тие што немаат глутен. Пченка, хелда, просо, амарант, киноа, тие не се наши, јас многу се ги користам. Да. Правите и гравче. Да.
Од тоа ни е тлото, сите си Апсолутно, сакаме, да. но еве сега навистина и јас кога слушнав дека се подготвува граф, се граф, зачудив, грашак, бидејќи леќа, знаеме колку барања. време му треба за подготовка кога го правиме, нели? Со сати да не речеме, и се вари и се подготвува. И не ми беше јасно како може да консумираме термички необработено гравче. Вие тоа го правите како? Уште еден процес, јас што го присухнав да го кажам, за подготвување на жива храна и киснење. Значи, гравот 3 дена мора да отстои во вода. Фактички да изрти. После тоа го ставам во блендер и правам од него каша македонски или хумус, малце по-професионално. И нема никаков Внатре проблем. додавате состојки какви сакате. Значи може да дадете хромит, пиперка, домат, морков, Што од зачини смее да се користи во Сите ваквиот зачини. начин на исхрана? сите зачини. Нема ограничување. Масло се користи? Се користи ладно цедено масло, бидејќи тоа е исто така живо. Да, се користи, да. Сите видови на масло. Се може да се подготви, овде имаме само многу мал дел Да. од изборот на она што вие практично и го правите. Има по некое сладко, бидејќи сакаме сите да се заблажиме на крајот од оброкот или на крајот од денот, нели? Да си се наградиме. Десертите се апсолутен хит, бидејќи се прво можете да изедете колку сакате без да се чувствувате вином дека сте изеле многу благо, бидејќи ништо дома не е дебеле. Второ е многу здраво. Сите се на база на јаткасти плодови, чоколада кој што јас го правам, филот авокадо со некаков си, не знам, дали какао, дали повторено овошје, така да апсолутно се е здраво. Сега, за да дојдете до овој процес, да може да ја подготвувате храната, прво си тргнавте од себе, нели, заради Да. сопственото здравје. Претпоставам треба да се дојде до некој степен на поголема информираност и завршување можеби на одредени степени на курсеви или нешто слично, како инаку би знаеле како се тоа да го подготвувате и дали на вистина она вистинското што може и на другите да им го понудите. Како одеше тој процес? Процесот е, јас сум самоука, цел живот многу сакам да готвам. Значи да им кажеме на гледачите дека јас готвам и за Дојдеме и до тој други. момент. Да. Ама за да стигнам Да до не тоа се избрзуваме. беше се од интернет, значи сипнав еден куп книги, изгледав многу рецепти на YouTube и нон-стоп тоа го правам. Дневно гледам по 10 на 15 нови рецепти, ако има нови или стари се едно. Значи се едуцирам од интернет главно. И сега ќе речат дека некогаш, ако се тргне по овој начин на исхрана, барем луѓето кои имаат здравствени проблеми, по некоја година или по извесен период, ако се вратат на оној нормален начин исхрана, од која сватиле дека можеби болеста е победена, велат дека ќе има контраефект, барем некои истражувања велат, дека ако тргнете со овој начин на исхрана, еден правец или што би рекле американците, one way ова, нема враќање назад на стариот начин на исхрана. Па јас ќе бидам искрена и ќе ви кажам дека јас лично се зафркнав. Значи, после долго време се чувствував одлично и се го опуштив и почнав да јадам пити, кифли, нормално, околу Нова година, сарми, не знам што. И почувствував влошување на ситуацијата и реков, сега веќе крај, ставам точка и нема назад. Значи, кога ќе одлучите да се храните вака со термички необработената храна, тоа значи дека ќе треба да се придржувате строго. Да се придржувате. Постои ли можност да правите микс? Постои можност да правите микс, апсолутно, особено ако сте здрави. Она што е убаво е да вие 80% од вашата храна би биде свежа. Тоа би било многу добро. Имате интересни шејкови или така наречени смуди пијалоци кои обично ги препорачувате во утринските часови за почеток на денот, што се вели. Тие се подготвуваат како? Може секој да си го почнува денот со тоа без оглед како се храни? Апсолутно да. Тие се препорачливи за секого. Она што велат кафето, да, крева, држи, меѓутоа држи половина час. Смудито држи 6 часа, тоа е докажано. Се зашто разговараме. Правиме муабет за зелен каша сок, односно сок од зелени листести растенија како спанек, блитва, макдонос, босилек, нане, значи што ќе би се лозов лист, буквално се што има зелен лист, во комбинација со овошје. Значи, овошјето вие си го бирате по вкус, а и сезонско гледаме, да е соодветно на сезоната во која што сме. Во тоа се додаваат семки, јас ставам лиено семе, конопово семе и почнав да ставам сега и коприва, спирулина во одредени периоди од годината, во зима особено, и се додава вода. Ова сето се микса и се пие околу отприлика литар во денот. Би било одлично тоа да го пиете кога има сонце, но и да нема сонце не е проблем. Енергетски напиток, плюс е комплетен оброк, бидејќи имате растителни влакна, имате протеини од конопот и од ленот, имате омега-3 киселини, имате од овошјето шеќери, имате храна од овошјето, значи е комплетен оброк. Како да знаеме дека ова е вистинскиот начин на исхрана? Живееме, како што реков и во најавата, во навистина динамично време, модерно. Често пати се сретнуваме со разноразни
болести и често пати се вели на крајот дека се доаѓа можеби од храната. Во последно време сведоци сме на информации од различен тип каде веќе не знаеме ни што треба да консумираме, што е навистина здраво, на што ни се препорачува и треба да е на нашето дневно мени од типот на млечни производи, млеко и слично. Доаѓаме до сознание дека па и не е на крајот на криштата сигурно, безбедно или здраво. Можеме ли да ги задоволиме тие наши потреби преку овој начин на исхрана? Апсолутно да. Значи, овде јас, оно што го кажувам и на сите работилници што ги одржувам, е дека вие не се откажувате ништо, да има млеко, леп, има сирење, има... Како млеко? Млекото е од јаткасти плодови, најчесто е тоа од бадеми или лешници. Може да се подготви од индиски ореви и од обични ореви. Млеко како млеко што консумираме? Млеко како млеко што конзумираме, да. И како е тоа? Како се подготвува? Вкусот е апсолутно ист, да речеме ако сакате да направите млеко од бадеми, треба да ги откиснете бадемите од 6 до 8 часа во вода, после тоа ги лупите, за да добиете бела смеса. И нормално за да ги отвориме ензимите, за да ги конзумираме. Се додава, значи за да направите литар млеко, вам би се потребни 100 грама бадеми, нека биде така отприлика, инаку 50 бадеми се сосема доволна. Јас капнувам во тоа малце ванила, неколку капки стевија и добивате литар млеко. Литар млеко од 50 до 100 грама од 100 грама бадеми. Од 100 грама бадеми. Да, да. Ова е интересен податок. Да. Ме интересира колку децата може да ја консумираат оваа храна, колку е здрава, колку имате такви сознанија и бидејќи нели во нивниот раст и развој има продукти кои апсолутно им се неопходни за правилен развој. До сега на неколку пати сум се сретнала со голема група на деца, значи и во градинките, во најголемата градинка во Македонија, во Страничка, држав неколку работилници и правевме излети, имаше многу деца. Бев неверојатно многу изненадена што прво им се допаѓа да пијат смуди, бидејќи бојата е зелена, одбивна е малку, за возрастните, а не за децата. Се продава, не знаете колку многу смудија. Палачинките исто така, ние не однесовме многу голема палета на производи, меѓутоа тоа што однесовме се изеде. Ги споменавте палачинките и имаше интересни гевречиња кои нели за кои јас ве прашував јас, да. Лично бидејќи ги сакам. Имаме геврече овде сега. Ова е? Овде имаме геврече со мајонез од сончеглед, ова е намаз со индиски ореви со босилек, ова е гевречето и во насредина има салата. Како ги подготвувате палачинките, нели? На нив им треба термички обработувања. Палачинките се смеса од банана и во комбинација со или вишни или јаболко. Се додава во тоа мелено лелено семе. Значи ова се бленда претходно смесата од банана и другото овошје и се додава внатре лелено семе и агаве сируп. Агаве сируп е термички необработен некој вид на сиров мед, меѓутоа не е мед, туку е истото од растенијето агаве. Веројатно ви е познато агаве е производот кој се прави текила. Но да, не е нешто што прави, во секој случај ние секојдневно на да, менуто на македонската кујна. Да, кујна. и го имам кај да се по многу прифатлива цена, значи јас се што зборувам, што употребувам, се може да се најде во Македонија, нема некој чуда да увезувам. Да. И ви кажав, 90% се наши производи. Значи се додава агаве, се разлекуваат на тие подлашки на дехидраторот и се сушат. И потоа се подготвени за и потоа се за полнење. Маја, ќе уште малку ќе позборуваме за што денес ни донесовте и исклучително примамливо изгледаат и сладките, но колку се тоа чини на крајот на криштата? Зборуваме нели за малку поинаков начин на подготвување на храната. Споменавте дека производите се најчесто оние кои ги имаме во нашето секојдневие, но сепак мислам дека е дилема кај гледачите кога обично се зборува за различни начини на исхрана кои се не се од нашето подобје и слично. Првата можеби асоциација е дека сето тоа ќе чини малку повеќе од она на што се навикнати да дават како пари. Бидејќи постојат производи кои што се органски и се со етикета, тие не се наши, бидејќи во Македонија се уште нема органско производство, постојат неколку одредени производи само, како доматен сос и некој ајвар и не знам слично. Меѓутоа, што се однесува до лешници, бадеми, до јаткастите плодови, до мешункастите, јас купувам се од пазар. Ако направиме споредба колку ме коштало до сега, мислам до пред да отидам храната и сега, апсолутно исто. Меѓутоа, ако го земеме во предвид хранливата вредност и тоа што за здравјето ова значи, ова е преевтино. Вие напишавте книга, Мојата жива кујна. Ова е тоа прво издание? Прво издание, да. Честитки и вака јавно. Да се множат што се вели, мислам дека ова ќе може вака само да го забележиме. И овде се рецептите кои предпоставувам може секој да си ги направи од причина што едноставни велите се за подготовка. Да. Ќе мора да се запознаете само еве и приказната. Има слики. Тоа што сакаат децата нели да се гледаат сликовници со по некое текстче, овде се убаво објаснети и рецептите и со фотографија, ќе го забележиме ова и на крајот и што вие поточно правите. Рецептите се објаснувања. Да, поделени се во 5 различни делови, значи рецептите има
кашистите сокови разни типови, после тоа се лебовите, сите млечни производи, благите и на крајот има еден дел кој што е најава за книгата што сега ја работам. Се вика македонска жива кујна. Таму ќе бидат сместени сите тавче, гравче, боранија со месо. Значи се што ние јадеме, а е живо. Само е поинаку спремено. Пишува Маја и супа. Еве молам ба супа термички необработена. Супата веројатно е наједноставно се направи, да. Наместо се користи подлошка или нешто мрсно, значи како подлошка е водата, а мрсно најчесто е тоа авокадо. Значи парче половина авокадо за да добиете литар супа, им ви дава маснота, им го прави тој путерест вкус. Многу е, например, супата од печурки апсолутно исто како она од хесичка, вие баш печурки. Не сега вие тргнавте партизански во ова што се вели. Да, баш. Да си дознаете малку повеќе за себе, па потоа почнавте и да сакате тоа да го пренесете на другите, што од здравствени, што од воопшто нели причини за убав здрав, претпоставувам и среќен живот, па почнавте да организирате и работилници на кои гледам има се повеќе интерес и присуства, се прават пикнизи и токму на нив присуствуваат луѓето кои сакаат можеби да се запознаат и со оваа жива кујна. Мене ми е многу интересен фактот што 80% од луѓето кои што веќе јадат жива храна, јас имам група на Facebook, се вика Здраво живо. Во таа група сега има 1800 членови, таму 80% се апсолутно здрави. Значи тие јадат затоа што им е вкусно. Мене ми е толку поголем предизвик отколку да разговараме дека вам ви треба ова. Тоа јас би беше главното мото на сите работилници и ми е се уште. Немојте дозволите да имате проблем за да се заинтересирате за жива храна, туку и гледајте да никогаш немате проблем јадејќи жива храна. За вас се заинтересира пак од 24 Kitchen, 24 часа кујна, еден канал каде само кујната се обработува нели како тема или готват разноразни виртуози во кујната од сите страни од светот. Ке имаме честа ние да имаме наш македонски представник, тоа сте вие Маја, како дојде до таа соработка? Тоа беше неверојатно, мене се уште ми е во сон живеам. Конечно може би да зборувам за тоа бидејќи ми е веќе пратен договорот по FedEx ми патува, може стигнал веќе. Значи тоа се случи толку многу спонтано. Целата идеја да јас готвам е во суштина идеја на Дејан Спасовиќ и на Јасна Шоптренова Вртева. Јас почнав да постирам фотографии од јадењата што сама си ги правев дома на Facebook. Претходно Facebook не го ни користев. Сега ми е веќе алатка за работа. И почнав да ги фотографирам, да ги постирам фотографиите и тие ми рекоа зошто не таму некој пишал зошто не отвориш ресторан и он ми рекоа па ние ќе ти дадеме логистичка поддршка се што ти треба, само ти дај отвори го. И така се роди идејата за тоа. И Дејан во меѓувреме ние сме цело време во контакт, само ми вели а зошто не им пишеш на 24 Kitchen? Вика, мајде ти само кој тоа ги интересира. Ќе ми обрне внимание. Па пише, вика, јас им пишев еден таков обичен мејл, мал. Јас сум таа, ја го албумот, видете го, толку. За 5 дена имав одговор. Потидов во Софија, се видовме и така. Се развива приказната. Вие тамо ќе бидете со вашата здраво живо кујна? Да. И само тоа ќе биде, ќе се готвите или тоа ќе го презентирате како начин на исхрана? Да. Одлично, ние ќе бидеме горди. Што имаме Маја овде, споменавте палачинката, рековте така со додатоците, ова е некој вид гевречето. Гевречето, се извинувам. Да. Се сврте палачинка. Да. Ова е некое сиренце што јас овде догледувам. Ова е мајонез од сончоглед овде, а ова е намаз од индиски ореви со босилек и со разни други зачини. Ова е една салата од ананас, брокула, марула, суво грозје. Ова е смокварка, меѓутоа филот е горе, ова е токму тоа, ова е павлака од индиски ореви. Павлака од индиски ореви? Да, со вишни. Чоколадото го подготвувате со? Чоколадото е направено од купувам сирови какао зрна, после тоа ги мелам. Инаку е путер од кокос, агаве сируп и тие што ви ги кажам. Со стојките кои да. Какаото и тоа е толку. Се меша и се добива чоколада. Може би сладките се најлесни за подготовка или? Па нема ништо што е тешко овде за подготовка. Од останатите пијалци што може покрај оваа кујна да се консумира, има такво ограничување? Вино. Значи виното влегува во термички необработена храна и може кој го сака, мене не ми е вкусно. И немаме овде чаша вино да наздравиме, може би потоа. Уште еднаш ви благодарам за се надевам исцрпни бевме во објаснувањето на еден поинаков пристап гледање доживување на храната или живата кујна со сите продукти што велите кои се наменито и се надевам ова ќе предизвика провокација кај оние кои ја сакаат храната, но да пробаат нешто поразлично, иако не е здравјето само во прашање, односно конкретна можеби диагноза, туку еве да сите што се љубители на екзотични вкусови, ова и тоа како ќе им се допадне. Ви благодарам Маја и посакувам успех. Ви благодарам и вам. Терминот диета не подразбира само начини исхрана.
Тоа е начин на живот, начин на конзумирање на храна кој ќе ни го подобри здравието. Јадеме за да живееме, а не живееме за да јадеме. Дефиницијата за диета подразбира регулиран избор на храна која се конзумира со конкретна цел. Глобално, популацијата се определува како вегани, оние кои избегнуваат се од животинско потекло, јајца, млечни производи и мед, а дури се противат и на носењето на кожа, крзно и волна. Фрутаријанци јадат само овошје, семиња, јаткасти плодови и други делови од растението, набрани без воопшто да се повреди растението. Лактовегетаријанци покрај сите продукти од растително потекло јадат млечни производи, но не и јајца. Песковегетаријанци конзумираат растителни продукти и риба, попознато како постна исхрана. Полувегетаријанци јадат риба и пилешко, но не јадат црвено и свинско месо. Флекситаријанци главно јадат производи од растително потекло, но понекогаш прават исклучоци и посегнуваат по месо и животински производи. Макробиотичари конзумираат цели зрна од конкретни растенија, тоест интегрални житарки, мешунки и коренести плодови. Избегнуваат рафиниран шеќер и рафинирано масло, бело брашно, како и се од животинско потекло, освен риба, морски плодови и алги. Конзумираат свежа, но пред се термички обработена храна. Според ПЕТА, Организација за заштита на животните, во светот има 2,5% вегани, 5% вегетаријанци и 33% луѓе чија исхрана во голем дел е вегетаријанска. Македонците сакаат пилешко, србите свинско, хрватите риба. Главно на Балканот се јаде месо. Во Америка, 7,3 милиони од популацијата се вегетаријанци, а од нив 3% се деца на возраст од 8 до 18 години. 60% од вегетаријанците во светот се жени, веројатно дека лесно и често се подвргнуваат на диети. Начинот на исхрана се менува од следниве причини: за да се подобри целокупното здравје, да се пронајде природен пристап до велнес, за одржување или за намалување на тежината, за благосостојба на животните, за грижа за животната средина или за медицински цели. Во топ 5 листата на вегетаријански градови во светот, на прво место е Њујорк, па Сан Франциско, Лондон и Сингапур, а на петата позиција е Портланд во Соединетите Американски држави. Зборуваме вечерава за храната и тоа вистинско уживање во храната. Храната може би и како лек, но и различните начини на подготвување на истата. Зборуваме за еден начин на исхрана кој е сосема може би поразличен или она што досега сте го правеле. Има уште еден начин на исхрана или едноставно техника која ни е донекаде позната, а повеќе за макробиотиката со може би една од кај нас единствените која може најубаво да ни каже и сосема стручна на оваа тема, господја Тања Неделковска. Добро вечер. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Повелете. Тања, со вас секогаш е задоволство да се зборува, посебно кога храната е во прашање. Да, и вистински мене ми е омилена тема. Да, професионалец, посебно реков макробиотиката кога ќе ја споменеме. Се работи за термички овој пат од друга страна обработена храна, селективен избор на производи, кои ги имаме овде кај нас, но и ги немаме. Ајде прво за едно кусо објаснување што е впрочем макробиотиката. Па, макробиотиката не е само начин на исхрана. Тоа е една животна филозофија која се базира на една источњачка филозофија, односно учењето за јинот и јангот. И како балансирајќи ги тие две енергии, значи јинот разладувачка или јангот загревачка енергија, како да си го избалансираме начинот на живење и се разбира начинот на исхрана. Така што мене што најмногу ме воодушеви во макробиотиката е токму тој индивидуален пристап, затоа што според оваа филозофија не постојат две индивидуи во универзумот кои се исти, така што макробиотиката многу индивидуално може да го прилагоди начинот на исхрана и начинот на живење, се разбира зависно од енергијата на секој поединец. Значи, кога се работи за диагноза, може повеќе луѓе да имаат иста диагноза, меѓутоа препораките за диетален начин на исхрана се различни кај секого. Значи не може, например, припадниците на машкиот и женскиот пол да имаат исто мени иста листа на јадење, или да има еден млад човек и еден возрастен човек или еден човек во
на поголема возраст да има иста листа на јадење. Значи, секој организам си има потреба од некоја своја енергија. И макробиотиката многу успешно тоа го постигнува баш тоа индивидуално одредување на начинот на исхрана, соодветно на потребите на тој организам. На организмот. Да. Вие тргнавте исто од да осознавате и дознавате повеќе за макробиотиката од лични причини на почетокот, ако не се лажам. Да, јас немав некое сериозно заболување, имав хормонално пореметување, имав цистични јајници и заради тоа менопаузата многу рано стаса, пред 30-та година, така што почнав да примам оние хормони што е конвенционалното лекување. На секој 4 месеци примав инекција за да провоцирам циклус. Меѓутоа, кога почнав со храната, негде за 2, можеби 2,5 месеци, веќе без хормонална провокација добив циклус и толку редовен, што никогаш претходно не сум го имала. Да, јас од секогаш имав проблеми. Циклус добивав на 3, на 4 месеци, немаше никаков ред. Со големи проблеми, со тешкоти, останува во постела 2-3 дена. Меѓутоа, од кога почнав со храната, тоа се среди и додека не дојде нормалната менопауза, јас циклус имав на 28 дена без никакви проблеми. И без никакви, би рекле, медикаменти? Без никакви медикаменти, Значи ли тоа дека со медицината сте на некакви различни страни, што се вели, или едноставно токму макробиотиката, кога медицината е понекогаш во прашање, одредени диагнози, може да помогнат и без терапија? Па, нема контрадикторност, затоа што секогаш и медицината препорачува или би требало да препорачува некој соодветен начин на исхрана, например за срцеви болести, каков начин на исхрана, за заболен црн дроб, каков начин на исхрана, но за жал не секогаш препорачуваат, обично, особено на болните од канцер им препорачуваат јади се што сакаш, мислам без да се размисли дека тој човек дошол до таква состојба затоа што јадел се што сака. Значи треба нешто да направи промени, инаку медицината, мислам, навистина помага таму каде што ниту храната, ниту било кој друг начин на замислете си една скршеница како ќе санирате, како ќе ја решите. Значи, многу би било добро кога медицината и сите овие различни правци, не велам дека само макробиотиката има, еве, пред малку слушнавме еден нов правец сега што е во подем, јадење на жива храна, може би за некои болести ќе одговара и таков начин на исхрана. Значи, треба да има една добра соработка меѓу медицината и разните овие пристапи во начинот на исхрана. Каде се покажало дека макробиотиката, кога медицината е во прашање или диагнозите, повторно ќе речем, имала најмногу успех? Па, обично кога се работи за некои полесни нарушувања, во макробиотиката секое заболување, секое нарушување на здравието значи неравнотежа, значи си изгубила равнотежата и сега ние треба да одредиме каде настанал тој куршлус, каде е неравнотежата и со соодветен начин на исхрана, односно акцентирање на таа енергија што фали, значи полека да надокнадиме и повторно да ја вратиме равнотежата, односно здравието. Обично, јас на сите оние што бараат помош од мене, кога ќе дојдат со некој проблем, ги прашувам што во последните, да кажеме, 6 месеци или последната година најсладко ви било, што најмногу сте јаделе. Значи, она што најмногу го конзумираме, тоа ни го прави проблемот. Значи, некој ќе каже, јас многу јадев благо или многу јадев тестенини, овие пецива или така слично, значи, тука ти е проблемот. Значи, тоа треба да се елиминира или некој е склон многу кон млечни производи. Кај мене, например,
во мојот случај, млечните производи и овошјето. Јас Пречат. конзумирав во големи огромни количини. Например, јас цел оброк ми беше овошје. Обожавав овошје. Јадев многу сирови зеленчуци. Значи, од пазар, кога пред да заминам на работа, ќе си купев краставица, домат, од дома ќе си понесев парче сирење и на работа уште 2 јогурта и значи главно таков ми беше начинот на исхрана до ручек. И воопшто конзумирав многу млечни производи. Значи, јас кога ги елиминирав овошјето и млечните производи, мене проблемот ми се санира. Значи, треба човек да биде буден, свесен, да си го слуша телото, да си го слуша телото и штом ќе се појави, ќе се врати назад да види што конзумирал повеќе од колку што треба. Што обично ние сите имаме слабости кон некој вид на храна и си дозволуваме да јадеме нешто повеќе од колку тоа што ни треба. Инаку потребите на организмот се многу мали. Многу мали и од витамини, и од протеини, и од ензими, многу мали се. Меѓутоа, ние кога ќе слушнеме дека нешто е здраво, знаеме да удриме на тоа и тоа да предизвика контраефект. Сепак, значи, умереноста е... Ние знаеме сите дека морковот е многу здрав. Меѓутоа, ако го конзумираме во големи количини, тој прво ќе предизвика каротинеза, па после може дури и да предизвика оштетување на црниот дроб. Значи, многу важен и основен принцип во макробиотиката е принципот на умереност. Значи, се она што умерено се конзумира, тогаш може да биде лек. Во макробиотиката се исфрлени сите оние продукти кои имаат екстремна енергија, екстремна јанг, како што е месото, да кажеме. Да, имате селективни производи, пак ќе речам. Селективни, да, селективни или екстремно јин храна, како што е, например, овошјето, не се јаде во толкави количини, ќе се изеде, да кажеме, правило е, онолку колку што ти собира во шаката, значи, толку ти е, да кажеме, дневната количина на овошје, не би требало да е повеќе. Или количината на сол. Онолку колку што ќе зафатиш со палецот и показалецот, прстофат што велат, ете, тоа е. Или ако е мерката, да речеме, ракофат, значи онолку колку е сега некој што има поголема рака, значи има поголема потреба или поголем прстофат, поголеми прсти, поголем прстофат сол ќе црпне. Тања, се користат во макробиотиката производи кои не се од нашето поднебје, ако можем така да кажем. И нели честопати луѓето се во дилема од таа причина. Живееме и како се вели, се верува дека од каде си, од кое поднебје треба да консумираш таков тип на храна која таму расте, вире и е возможно нели да ја имате во природни, што се вели, варијанти истата. Е сега овде имаме типови на храна, односно производи кај макробиотиката како одредени алги, го имаме тофуто, имаме слични производи кои ќе речат некои нели не се од овде, не се наши, нашиот организам дали е подготвен истите да ги прими на начин на кој што треба. Како вие тоа го објаснувате? Па основно правило и во макробиотиката, еден од основните принципи е јади храната што успева во твоето поднебје. И најквалитетна храна е она што успева, да кажеме, во нашата градина. Колку растојанието се зголемува, толку квалитетот на храната се намалува, значи обратно пропорционално оди. Така што она што се конзумира во макробиотиката, значи негде 50 до 60% се житарките. Зборам за дневно конзумирање. Значи житарките ги имаме сите. Ние сме поднебје каде што од секогаш се јаделе житарки. Негде 15 до 20% се мешунките. Мешунките се исто така, да кажеме, дел од нашата традиционална исхрана. Се јаделе разни видови на гравчиња, се не мора да биде азуки гравот јапонскиот. Ние тој го препорачуваме, да кажеме, во случаи на разни бубрежни заболувања, затоа што на вистина е еликсир за бубрезите, се вари чај, се приготвува, мислам, едно медицинско јадење се вели, али тоа е исто како во лекарите што препишуваат терапија со одредени лекови. Значи исто азуки гравчето, оние што имаат проблеми со бубрезите, значи таа рецепта азуки комбутиква треба да ја конзумираат секој ден, да кажеме, како прилог во порцијата, како лек, како терапија, или да го пијат, да кажеме, пола литро дневно од азуки чајот. Исто во случај на регулирање на хормонален дисбаланс, исто азукито е многу добро.
Исто во случај оваа зуки комбутиква, тоа јадење се препорачува и на диабетичари. Оризот го имате како една база, би се рекло? Оризот е база, меѓутоа оризот е наша традиционална храна, што значи житарките 50 до 60%, значи ги имаме во нашето поднебје. 10 до 15% мешунки и тие се од наше поднебје, 25 до 30% зеленчук и тоа е од наше поднебје. Значи главно го јадеме оној зеленчук што успева тука и енергетски тој што е донесен и кај нас почнал да се одгледува, има поекстремна јин енергија и затоа може, мислам, од време на време да се користи колку да се зголеми разноврсноста во исхраната. Инаку не е за редовна употреба. Сега алгите многу малку се конзумираат. Значи дневна доза од, да речеме, таа вакаме алга што се става во супа, тоа е пола палец. Значи негдека 2 до 2,5 сантима. Комбо алгата што се става во мешунките, исто е 2,5 сантима дневна доза. Значи тие ги носиме од Јапонија. Меѓутоа алгите не се далеку од нас, да, само што нема, морињата се, ние сме обкружени со мориња. Меѓутоа нема развиена индустрија за преработка на алги и затоа ги носиме алгите од Јапонија и ги конзумираме во мали количини. Пред се неопходно е затоа што живееме во загадена средина. Познато е дека алгите го прочистуваат морето, како што го прочистуваат морето, така го чистат и нашиот организам. Ние сме многу изложени на зрачење, почнувајќи од домашните апарати што ги имаме, па да не зборам овие антени сега што ги поставуваат на зградите, трафостаниците. Значи алгите не штитат од зрачење. Компјутерите само колку зрачат, има луѓе кои професионално се ориентирани на таква работа, што да кажеме цело работно време, цел ден се изложени на такво зрачење. Затоа јас им препорачувам секој ден да си изедат по еден лист нори алга, да се заштитат од тоа зрачење, а да не зборам од радиоактивните зрачења што се присутни и што ние не ги ни чувствуваме, не ги со нашите сетила не ги регистрираме, а тие оставаат тешки последици по здравјето. Во последно време бомбардирани сме од информации дека и она што веруваме дека е здраво, вистински здраво, дека е сомнително или воопшто не е здраво, како можеме да бидеме убедени дека оние условно речено органски производи, овошето зеленчукот во една рака и така натаму се вистинските кои ги консумираме и го содржат сето она што ни е потребно, како витамини? Па, за жал, овошето и зеленчукот е многу несигурна храна. Иако, кажав некој процент што треба да е застапен во макробиотичката исхрана. Или пестициди имаме, односно... Да. Меѓутоа, се подразбира да е природно одгледан. Значи, во макробиотичката исхрана, значи, природно одгледано, значи одгледано во природни услови. Од која најрана возраст за децата е можеби препорачливо да консумираат макробиотика? Нема ограничување. Нема ограничување. А што е со оној период кога велат дека млекото, млечните производи им се најпотребни во растот, развојот и така натаму, а делумно во макробиотиката се избегнуваат овие производи? Да, се избегнуваат. Прво се препорачува детето до година дена да цица мајчино млеко. Мајчино млеко, мајката да конзумира големи количини на житарки, затоа што житарките најквалитетно млеко даваат, особено овесот. Значи, чини ли овој тип на исхрана, Тања, многу за да може да си ја приушти, речиси, секој едно семејство со средни примања, што се вели, она што... Па, кога се работи за стандарден начин на исхрана, односно начин на исхрана за здрави луѓе, значи, кога нема потреба со храната да се лекува, мислам дека е поевтино. Поевтино е сега ако се купуваат органските житарки, тие се поскапи. Меѓутоа, јас секогаш сум на таа линија, помалку да се јаде, а квалитетно. Ние се уште, мислам, сме гладен народ, уште најверојатно од минатото не сме се ослободиле од таа потисната глад и секогаш купуваме повеќе од колку што ни треба. Јас, кога бев еден период на гости кај сестра ми во Париз, се изненадив во
супермаркетот луѓето купуваат по 2 гранчиња Макдоналдс. Да. Купуваат по една пиперка. А ние не сме научили и на пазар да отидеш да побереш едно гранче Макдоналдс, ќе ти каже не ми го плаќај, еве ти го, или да купиш 2 пиперки, ќе се налути, ќе каже не ми ги плаќај, еве ти ги пиперките или еден патлиџан да порции се да. далеко помали од оние кои... се купува на килограми, на вреќи. Значи, се уште немаме изградено однос кон храната, немаме почит кон храната. Зошто да ја фрламе таа храна? Јас сум на таа линија да се конзумира што помалку, а квалитетно. Работите на квалитетот на производите, знам дека тоа скоро ви е еден нов вака проект или да речем нов фронт кој сакате да го отворите. Производство токму на такви органски производи, но природно како што велите одгледани. Мене ме многу привлекува тој природен начин на одгледување и јас и досега по нешто во мојата бавча си одгледував, имав многу разни зелени треви, мислам што нема на пазар да се купи и од нив подготвував тоа што Маја пред малку збореше, тој зелен сок. Јас ќе одам, ќе скинам еден лист раштика, ќе скинам гранче коприва, макдоновче, све тоа од мојата бавча, чисто. Рукола, глуварче, има многу диви треви што ми растат. Ќе си одгледувам ова алоја цвеќе, едно гранче од алојата. Горчлив е вкусот, ама е здрава алојата. И ќе направам еден убав сок и го почнував денот, навистина прекрасно е чувството. Сега ние во бавча сакаме да имаме трева и цвеќиња само и да не се мачиме што се вели, од друга страна сакаме и здраво да јадеме. Може многу декоративно да изгледа и зеленчукот. Така што ова пролет ќе направам обид по таа метода, значи одгледување, без копање, без поливање, без никакво интервенирање во природата, навистина она што ќе се роди да биде природно и здраво, па ќе видиме нека се роди што повеќе да може и ние нешто да земеме од тоа. Да, ако се биде успешно, тогаш ќе одиме понатаму кон... Ова е само прва од емисиите кои сакам да бидат посветени на храната, начини на исхрана и се разбира да знаеме да го одбереме она вистинското. Вашите работилници се уште функционираат за оние кои сакаат да се запознаат со држам консултации, значи за луѓе што имаат здравствени проблеми 2 пати неделно. Вие сте дипломиран психолог, па и двете... Да, психолог по професија, меѓутоа психологијата, мнозина ќе речат каква врска има психологијата со макробиотиката и со храната. И мнозина од каде ти како психолог се ориентира да готвач стана. Мислам, тоа не е готвач. Воопшто тоа што го правам јас не е готвење. Мислам, тоа е применета филозофија. Многу ми се благодарни на таа ваша филозофија, барем од луѓе кои сум имала можност да ги запознам и јас околу мене, практикувајќи ја вашата филозофија, макробиотиката како начин на исхрана, и се надевам и дека во ова наше вечерва кусо навидум видување и разговор успеавме барем да допреме одредени точки кои ќе отворат можеби нови погледи или едноставно желба да ги спровоцира нашите гледачи се запознаат секој треба да си го одбере својот пат, затоа што денес имаме многу можности, многу понуди, така што луѓето често се збунети кој пат да го фатат. Едни велат термички да се обработуваат, други јади живо, едни земај суплементи, јади се што сакаш, едни јади месо, ама земај да го прочистуваш организмот. Многу пристапи, секој треба да се најде себе си, да си го одбере својот пат, па понатаму како ќе му се развива здравјето, самиот организам ќе покаже дали е тој вистински пат. Ако се јават проблеми, веднаш препорачувам да се смени, да се одбере нешто друго. Да. На ваш терен во тие природни органски бавчишки ќе дојдеме во некоја следна прилика. Ако биде успешно. Ќе биде, верувам. Ви благодарам. Да. Благодарам и вам.